Точката за измени во деловникот и за гласање онлайн е ставена во четврток на пленарка. Дали има некаква проекција колку би чинело ваквото софтверско решение и дали се уште разговарате со опозицијата и очекувате поддршка? На ова прашање одговарав и претходно и упатив на прашањето да се добие одговор од собраниските служби. Јас воопшто не знам за какво софтверско решение и дали воопшто станува збор за софтверско решение или може да се искористи постојната техника во собранието. Не знам колку ако треба нова, колку тоа би чинело, меѓутоа на тоа прашање одговор може да дадат само службите кои што се занимаваат и кои што се платени за таа работа во собранието. Во врска со тоа дали разговараме со опозицијата, не. Знаете дека вчера не присуствува на координација. Јас се уште не сум се сретнал за да знам официјално која е причината за неприсуство. Тоа што видов кај вас медиумите, тоа е наводно дека бил пратен деловникот без претходна консултација, колку што прочитав од медиумите за нивните изјави. Прво, искрено не можам да поверувам дека е така, затоа што за деловник и за алтернативни начини на работење на собранието во оваа корона криза зборуваме од конститутивната седница. Значи 4 месеци буквално на секоја координација и официјална и неофицијална зборуваме. Посебно председателот Џафери го отвара прашањето за барање на алтернативни начини за работа. Што значи запознаени беа и со текстот претходно, нели го зборувавме, и јас сум го зборувал на пресконференција, други пратеници од нашата пратеничка група, за текстот на деловникот и тој наш став се поклопува со ставот на председателот Џафери. Сега идеме во една клучна, доаѓаме во време на носење на одлука. Сега треба сами да одлучат дали сакаат функционално собрание или сакаат блокирано собрание. Дали сакаат собрание кое што ќе работи како што работат собранијата во целиот свет или сакаат политичка деструкција. И на крајот треба да одлучат дали пред се им се интересите на граѓаните или интересите на тесното партиско раководство. Сега доаѓа моментот на носењето на одлука, нека кажат официјално кој е нивниот став. Дали би донеле сами деловник без опозиција? Значи видете, прво ако вратиме тоа што се случувало наназад и 2008 и 2013 година кога се менувал деловникот, посебно 2013 знаете и сте сведоци дека деловникот бил променат кога опозицијата била надвор од собрание. Јас во претходниот цел период нон-стоп секоја изјава повикувам да обезбедиме консензус затоа што станува збор за носење на деловник. Консензус за носење на деловник во смисла на тоа како што прават сите демократски земји. Нон-стоп повикуваме, нон-стоп нема одговор или има смешен одговор дека е противуставно. Сега пред граѓаните треба да кажеме јасно. Или сме за ова, или сакаме блокирано собрание.